кичевчани, почитувани громовци и симпатизери, почитувани коалициони партнери, добре дојдовте на третиот митинг на коалицијата Гром на нашиот кандидат за председател на Република Македонија, професор доктор Зоран Поповски. Пред да почнеме со митингот, сакам да поканам дел од членовите на Општинскиот одбор на Гром Кичево да ми се придружат овде на бината. Почитувани, ова се луѓето кои заедно со нашиот председател Стефчо Јакимовски и органите на партијата се нафатија на големата задача, а тоа е создавање на нова, храбра иднина за Република Македонија. За почеток, пред да започнеме со вечерашното дружење, да ја чуеме химната на Република Македонија. Македонија. Тука сме сите заедно да ставиме печат на големата идеја што ја започнавме со апсолутната победа на нашиот лидер Стефчо Јакимовски на минатогодишните локални избори во општина Карпош. Но тука сме и заедно да го промовираме нашиот кандидат за председател на Република Македонија, господинот Зоран Поповски. Граѓанската опција за Македонија Гром и коалицијата Гром е израз на волјата на граѓаните на Република Македонија. За само 6 месеци од основачкото собрание во Гром членуваат 24.000 луѓе, а зад нив стојат 100.000 симпатизери и рейтинг од 5%. Заедно со нашите коалициони партнери, Српската напредна странка, партијата на Слободни демократи и Титовите леви сили, бројката е многу поголема. И со неа коалицијата Гром е трета политичка сила на македонската политичка сцена. Како прв говорник на вечерашново дружење ја поканувам на бината Кристина Костовска, член на извршниот одбор на младите на Гром.
Добро вечер, почитувани кичевчани, почитувани членови и симпатизери на граѓанската опција за Македонија. Вечерва се собравме да покажеме дека граѓанската опција за Македонија е партија во центарот на политичката сцена на Република Македонија, која нуди нов пристап кон создавање просперитет на нашите граѓани и воспоставува нови идеи за остварување на заедничките интереси на државата. Партија која се залага за просперитет и благосостојба, преку заедничка визија за демократските права и слободи на граѓаните, без разлика на нивната етничка, верска или полова припадност. Партија чија основна определба е создавање демократска и граѓанска Македонија, која ќе биде заснована врз принципите на слобода и еднаквост, и каде поединецот нема да биде загрозен од сиромаштија, насилство и дискриминација. Почитувани сограѓани на нашиот град Кичево, му е потребна една ваква опција, која ќе се бори за децентрализација на Македонија, каде ќе се стави посебен акцент на специфичните мерки за регионален развој. Опција која ќе го оживее духот на периферијата. Гром е партија која му верува на младиот човек. Партија каде ние младите имаме еднаква можност да ја искажеме својата иницијатива и одлучност за да ги реализираме нашите идеи кои не водат кон сопствен успех и повисоки достигнувања на заедницата. Затоа ги повикувам сите мои сограѓани, а посебно младите, да ја поддржат коалицијата Гром на престојните председателски избори со заедничкиот кандидат за председател, професорот доктор Зоран Поповски. Кој докторирал на земјоделскиот факултет во Скопје, работел како визитинг професор на универзитетите кои се рангирани помеѓу првите 50 универзитети во светот. Ние младите сме двигател за подобра иднина на ова општество, а граѓанската опција за Македонија ги поддржува нашите чекори. Ви благодарам. И благодарам на Кристина Костовска. Почитувани, во коалицијата Гром членуваат македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, хрвати, црногорци и многу други. Затоа што ние се обраќаме и се грижиме за сите подеднакво, не делејќи ги луѓето по национална, етничка, верска или било која друга припадност. Коалицијата Гром им припаѓа на сите граѓани на Република Македонија и ќе се грижи за сите нив. Затоа сме тука во Кичево и затоа го повикувам председателот на општинскиот одбор на Гром Гостивар Анто Трајановски да ве поздрави. Се извинувам. Господинот Анто Трајановски од Кичево. Драги кичевчани, драги членови, симпатизери, ова е Гром. Во граѓанската опција за Македонија има членови од сите националности. Македонци, албанци, турци, роми, срби. И за секого има место кој му мисли добро на нашиот град и на нашата татковина. Па затоа, драги браќа и сестри, дајте сплотено да работиме, да ги испрлиме сите поделби и омрази, бидејќи сите мајки исто плачат за своето чедо. Дајте да не дозволиме младите да не ни заминуваат од нашиот град и од нашата татковина. А тоа го може само нашиот председател, господинот Стефче Јакимовски.
а истото ќе го направи и нашиот кандидат за председател, господинот Зоран Поповски. Господинот Зоран Поповски нема да дозволи никакви поделби меѓу македонците, албанците, србите или ромите. За него се сите исти и ќе биде председател на сите граѓани на Република Македонија. Во ова наша партија нема ни херои, ни предавници, туку има членови со срце кои никогаш нема да ја напаѓаат ни власта, ни опозицијата. Само ќе го гледаат својот двор и ќе им помагаат на сите граѓани без разлика на нивната вера и нација. Па затоа, драги кичевчани, излезете гордо и храбро како за подписите и на изборите и гласајте за бројот 4, за господинот Зоран Поповски. Бидејќи, драги граѓани, ова е та трета опција што ја чекавте и ја баравте. Па, драги граѓани, сега излезете и решете ја својата судбина сами. Ви благодарам. Благодарам на господинот Трајановски, председател на Општинскиот одбор на Гром Кичево, а сега продолжуваме понатаму. За само 6 месеци Гром ги создаде 50 општински одбори, ги создаде силните организации, Младински форум на Гром, Форум на жени на Гром и градската организација на Скопје, кои се движечка сила на партијата. Коалицијата Гром не е обична коалиција. Ние во Гром зборуваме на сите јазици. Ние одиме во сите храмови. Ние ги празнуваме сите празници и ние веруваме во сите граѓани, затоа што ние сме храбри и стоиме со вистината во нашите срца. Ете затоа ја повикувам и подпредседателката на Гром, господја Мавие Мехмети, да ни се придружи. Mirëmbrëma Kërçov, mirëmbrëma Kërçovar, miq të nderuar, përkrahës, simpatizues, i nderuari kryetari i opcionit qytetar për Maqedoninë Stefço Jakimovski, i nderuari kandidat për kryetar të shtetit të Republikës së Maqedonisë, profesor doktor Zoran Popovski. Mirëmbrëma! Ne, në Republikën e Maqedonisë e thyë makullin. U nisëm guximshëm në për erërat dhe stuhit, por edhe me shpresë që shumë shpesh do të na ngrohë dielli. Për atë arsye formuam një parti që shkëlqen, si vetë tima, parti multietnike, parti qytetare dhe për qytetarët, parti e fuqishme. Të gjithë kemi brenga të njëjta, skamje, papunësi, shëndetësi e rënd, e kështu me radhë. Ne për gjithë shka kemi përgjigje dhe ofrojmë zgjidhje, dhe unë, si nën kryetare e partisë, do të bëj çmos që ata të vinë të secili votues në këtë shtet dhe të na pranojnë si alternativë më perspektive në vend. Nga vetë logoja e partisë, shohim një shtëpi, një oxhak që tërkohën zjertym. Ajo shtëpi besoni se nuk ju pyet si quheni, se sa jeni të fuqishëm, se a jeni të fort.
Ajo shtëpi i ka dyert e hapura për çdo kënd. Por e dini çka? Para derës parashtrojnë vetëm një pyetje. E dini cila është ajo? Ajo pyetje është: a jeni të guximshëm? Unë dua ta shoh atë të ju. Dua të jeni të guximshëm. Mirë po, edhe më të fuqishëm më 13 prill. Dëshiroj të dëgjoj nga ju se do ta rrethoni numrin 4, që do ta votoni kandidatin ton, kryetarin konsenzual për të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë. Dhe pikërisht ky është profesor doktor Zoran Popovski. Kërçovar, dua të ju shoh të gjithëve së bashku, të mbledhni guximin, t'i bashkoni forcat dhe të gjithë së bashku të niseni rrugës, t'i realizojmë të drejtat tona, qëllimet tona, t'u vërtetojmë të tjerëve që profesor doktor Zoran Popovski është personi adekuat për kryetar të shtetit të Republikës së Maqedonisë. Bëhuni të guximshëm kërçovar dhe rrethoni numrin 4. Ju falimderit. Dobro večer, Kičevo. Dobro večer, Kičevčani. Dragi braća i sestri, prijatelji, podržuvači, počituvam predsjedatelje na Građanskата opcija za Makedonija Stevčo Jakimovski. Počituvan idem predsjedatelj na Republika Makedonija gospodin Zoran Popovski. Dobro večer. Ние во Република Македонија го скршивме мразот. Тргнавме храбро напред во ветришти и олуји, но и во надеж дека сите нас многу скоро ќе не огрее сонце. Затоа формиравме Громовска партија, мултиетничка партија, партија од граѓаните и за граѓаните, храбра партија. Сите имаме исти грижи, невработеност, лошото здравство, немаштијата. Ние за се имаме одговор и нудиме своји решенија. И јас, како нејзин подпредседател, ќе направам се од себе тие да дојдат до секој гласач на државата и да не прифатат како најперспектива алтернатива во земјава. Од самото лого на партијата гледаме една куќа. Еден оџак што цело време чади. Таа куќа, верувајте, не те прашува како се викаш. Не те прашува колку си силен, колку си моќен. Таа куќа ги има вратите отворени за секого. Но пред вратата ние прашуваме само едно нешто. А знаете што е тоа? Тоа е: дали сте храбри, сакам да ве чујам. Е, тоа ме радува. Јас сакам тоа да го видам кај вас. Сакам храброст. Сакам да ве видам храбри. Најхрабри во 13 април. Сакам да чујам од вас дека ќе го заокружите бројот 4. Дека ќе гласате за нашиот кандидат. Храбар, совршен, домаќин, професор, консензуалниот председател на сите граѓани на Македонија, не само на две партии. А тој е професор доктор Зоран Поповски.
Човек кој ќе ни обезбеди подобар живот, подобра иднина за сите нас и за сите други. Тој знае дека луѓето по своите маки и проблеми повеќе се исти отколку различни. Сега, кичевчани, сакам да ве видам сите заедно, да собирате храброст, да ги здружиме силите и сите заедно тргнуваме на еден пат, за да ги реализираме нашите права, нашата цел. Да им докажеме на другите дека професор доктор Зоран Поповски е вистинскиот човек за председател на Република Македонија. Бидете храбри, мои кичевчани, заокружете го бројот 4. Благодарам. И благодариме на Мавие Мехмети, почитувани. Велат дека председателот на државата по некоја логика е татко на сите нас, татко на нацијата. И природно е тој да биде чесен, голем човек со големо срце. Исто така треба да биде сестран, умерен, мудар, авторитет човек и треба да знае што сака и како тоа да го оствари. Треба да го сакаат за тоа што го прави, а не заради тоа што не представува. Треба да биде храбар и бескомпромисен кога ќе треба, одмерен и сталожен кога ќе се решаваат најголемите предизвици. Но најважно од се, председателот на една држава треба да ја зборува вистината. А знаете ли кој е бројот на вистината во науката на бројките? Тоа е, драги пријатели, бројот 4. Бројот на кандидатот за председател на Република Македонија на коалицијата ГРОМ, професор доктор Зоран Поповски. Драги сограѓани, ви благодарам, драги сограѓани, драги жители на Кичево. Од мене направивте навистина гор човек овие денови. Денеска денот го поминавме во Кичево и во Македонски Брод. Се сретнав со стотици луѓе, во чиишто очи гледав надеж, гледав верба, дека во Македонија доаѓа друго време, време на луѓето, време на човештината, време на решавање на проблемите на луѓето кои што сакаат да излезат од овој ќорсокак во кој што не носеа досега во овие 20 на години. Епа пред вас стојат луѓето кои што се спремни да се подметнат и да ви помогнат да го најдете вистинскиот пат и од Македонија да направиме просперитетна држава во која ќе имаме повеќе среќни лица и во која што луѓето ќе доаѓаат, а нема да си заминуваат. Затоа заситени сме од лоши зборови, од лоша енергија, од постојани препукувања секојдневни кои што ги полнат домовите преку медиумите. Сакаме да слушнеме нешто ново, сакаме да слушнеме идеи како тоа да го направиме. Еден човек кој што е причина за ова што ни се случува, бидејќи без него сето ова ќе беше илузија, тоа го направи во Карпош. Тоа е нашиот лидер, нашиот безпрекорен борец за подобро утре, нашиот председател Стефче Јакимовски.
Ајде да си замислиме една друга иднина за Македонија во која што тој ќе биде премиер на државата и кој што ќе ги води сите процеси во неа. Не е далеко и тој ден, верувајте ми. Оваа држава има потреба од честни, вредни, енергични луѓе кои што имаат свој авторитет и кои што не потклекнуваат пред никого, ни дома, ни надвор. Така што мислам дека ова што го правиме денеска го правиме пред се за нас, за да еден ден на вистина дојдеме во ситуација на Македонија да ја го покажеме вистинскиот пат. Гром е огледало на Македонија. Македонија е шарена земја, со многу етникуми, со многу различности. Многумина во тоа гледаат хендикеп, меѓутоа во Гром ние гледаме во тоа како наша предност. Нашата различност ни дава повеќе можности за просперитет. Ние со собирањето на 10.600 потписи, кои што покажаа дека зад нас стојат сите етнички заедници, покажавме дека во Македонија можеме да промовираме заедништво, можеме да промовираме заеднички вредности кои што досега за жал беа зацкриени зад политичките интереси на партиите. Сакаме конечно да им кажеме збогум на тие интереси. Сакаме луѓето да почнат да живеат едни покрај други и едни со други како вистински пријатели, како вистински комшии. Јас потекнувам од мешана средина. Сум учел во училиште каде што се учело и се уште се учи на македонски и албански јазик. Моите деца учеле таму. Не сме се разбирале секогаш за се, ама одлично сме се согласувале. И денес мене ниедно влакно од главата не ми фали, сум сосема нормален човек кој што нема предрасуди. Сакаме таква Македонија да изградиме. Кога Македонија ќе биде етнички стабилна, таа ќе биде и политички стабилна. Кога е политички стабилна, тогаш и економијата ќе ни расте. Во земја која што не е стабилна, не сакаат да инвестираат луѓето. Затоа првиот императив е да ја стабилизираме државата однатре. Пекаме за влегување во ЕУ, за влегување во НАТО, а внатре состојбите не ни се добри. Македонија се уште не е демократска држава. Се уште луѓето шепотат, не смеат да си го кажат своето мислење. Се уште во Македонија медиумите се под силен притисок на дневната политика. Судската власт исто така креира политички случаи и создава политички затвореници. Сето тоа треба да го фрлиме во минатото и да градиме нова држава во која што институциите на системот ќе функционираат безпрекорно за потребите на секој граѓанин, независно од неговата етничка, партиска, верска припадност и било која друга различност. Јас како претседател на државата сакам да ви го обезбедам токму тоа. Почитувани сограѓани, не можеме да си ги бираме соседите. Тие се такви какви што се. Можеме да направиме ѕидови околу нив или да направиме еден нормален начин на комуникација како цивилизирани луѓе. Јас сум за ова второто. Ајде да отвориме нова страница во односите со соседите. Ајде да не се провоцираме веќе. Ајде да не зборуваме за историја, да зборуваме за сегашност и за иднина. Ајде да бараме решение за сите отворени прашања. Кога ќе бидеме добри домакини на спортски екипи, на културни и танцови и било какви други ансамбли кои што ќе доаѓаат на гости кај нас и ќе одиме таму, тогаш прашањето на името, прашањето на јазикот, на црквата ќе станат ирелевантни. Сето тоа ќе го пратиме во историја и ќе станеме дел од цивилизирана Европска Унија. Се додека не го направиме тоа, ќе се расправаме како мали деца и постојано ќе викаме некој да доаѓа да не помирува. Во Македонија треба да го воспоставиме и политичкиот диалог. За жал, досега имавме претседател кој што тоа не успеа да го направи и за таа цел секогаш викавме некој друг да не помирува. Имавме претседател кој што не врати ниту еден закон во оваа држава, како да сите закони беа идеални. Меѓутоа, верувајте дека јас сакам да функционирам како претседател на сите граѓани, да не бидам марионета на власта, нити да бидам продолжена рака на опозицијата. Сакам, кога ќе почувствувам дека нешто не е во интерес на граѓаните, да речам на владата, ова не ви чини, вратете го и дојдете со нов предлог кој што нема да ги
уништува, да ги повредува правата на граѓаните. Има многу области во кои што председателот нема своји ингеренции. Меѓутоа, сакам да ве прашам, дали некој председател досега во Македонија застанал цврсто зад интересите на некоја група граѓани кои што се сеочуваат со секојдневен проблем? А тоа може да бидат луѓе невработени, стечајци, работници кои што не земале плата, студенти со несоодветни услови за студирање и така, социјални случаи. Дали паметиме таков случај? Јас сакам да воспоставиме нова пракса во оваа држава. Председателот да биде институција, да биде човек кој што ќе стои пред своите граѓани и во име на нив ќе врши притисок врз извршната власт да им се исполнуваат сите нивни потреби, да имаат врата на која што ќе тропнат во секое време и кога на таа врата ќе им отвори човек кој што е спремен да ги штити и пред уставот и пред законот. Почитувани сограѓани, сум живеел неколку години надвор од Македонија. Сум можел да работам во многу развиени земји со подобар животен стандард од Македонија. Меѓутоа, секогаш сум се враќал дома во Македонија затоа што моето срце е во Македонија. И секогаш сум им кажувал на моите деца дека оваа земја заслужува шанса. Треба да ја дадеме шанса на Македонија за да не исчезне од политичката карта на Европа. Не зафати бела чума. Младите луѓе ни заминуваат, преку 300.000 млади ја напуштија земјата. Ајде да не исполнуваме туги желби за оние кои што не ни мислат добро. Ајде конечно да станеме цврсто зад интересите на оваа држава и од неа да направиме пристојно место за живење. Она што ќе се случува на 13 април треба да биде мирна револуција во Македонија. Секој глас што ќе го дадете за мене е глас за вас, глас за Македонија. Сето она што ќе го направиме на 13 април ќе биде влог во иднината на оваа држава. Ајде на 13 да си го положиме испитот, а на 27 април на вториот круг на председателските избори во кој што се надевам дека со ваша поддршка ќе влезам и на парламентарните избори да си ја земеме дипломата и да влеземе во институциите на системот и да направиме една нормална, просперитетна држава од Македонија. Да сте живи и здрави. Ви благодарам. Благодарам на господинот Зоран Поповски. А сега, почитувани, да се подсетиме дека можеби гром денеска немаше ни да доживее светло на денот. Можеби немаше ни да постои како политичка партија. Можеби ние како граѓани на Република Македонија се уште и ден денеска ќе бевме заглавени во црно-белиот свет на нашата политичка сцена. Едните па другите, па пак овие, па пак тие вторите. Доколку пред 13 месеци се извинувам на последните локални избори, не се случеше големиот пресврт и општина Карпош не се избори повторно за својот храбар градоначелник со поддршката на Српската напредна странка и господинот Драгиша Милетич. Го повикувам на вината да ни се придружи. Добро вечер, почитувани кичевчани. Добро вечер, браќа и сестри. Jer u ova država site se moji braća i sestri, bez ogled na vera i nacija. To je grom, kako milovam ja da kažem, grom za site dom. To je ova opcija. Ni vo jedan mig ne se mislev koga trebaše da go podržim gospodinot Stevče Jakimovski za gradonačelnik na opština Karpaš. Zato što gi počitovam hrabri luđe. Zato što gi počitovam odsečni luđe i luđe koji što zna što sakat. Jednostavno, takov karakter počitovam. Zato što sličan karakter imam i jas i site naši koalicioni partneri. I site članovi na ova opcija i site građani koji večera dojde od tuka. Zapamtite samo jedno. Вие знаете дека веќе самостални се 24 години.
Ништа ново не се случи. Ништа ново нема на виделина. Еве сега, шанса да не огрее сунце сите. Шанса да бидеме сите заедно. Јас денеска сам побогат човек. Затоа што на една маса седят и македонци, и албанци, и срби, и роми, и власи, и бошњаци, и да не ги набројувам сите. И заедно решаваме. Сложно, братски. Тоа е оно што сака и Европа. Тоа е оно што сака и овој народ. Ние првенствено постоиме ради нас, па тогаш ради другите. И можеме да бидеме узор на сите. Верувам во човекот, кој ќе биде идниот преседател. Добар татко, добар домаќин, добар комшија, доктор на науки, добар професор и научник. Едноставно, ако сакате, и најубав преседател, и најпредставителен. Јас им на сите кандидати за преседател посакувам успех, а на наш преседател посакувам да победи, како и што ќе да биде. Благодарам и не заборавите да заокружите број 4. И ајде ја нешто да кажем на свој матерњи јазик. Што е више клевети и лажи, гром и наш преседател Стефче све нам е дражи. И повтор пат ќе кажам дека дефинитивно ние денес не би биле овде да не постоеше човекот кој во клучните одлучувачки моменти не ја изговори историската реченица, која во целост ја смени македонската политичка сцена. Тој не праша нас граѓаните. Дали сте храбри? Зашто јас храброста ја црпам од вашата енергија. Почитувани граѓани, лидерот на коалицијата ГРОМ, господин Стефче Јакимовски. Добро вечер, Кичево, добро вечер, Кичевчани. Драго ми е што вечерва сум меѓу пријатели и сопријатели. Еден од тие мои пријатели е и господинот Драгиша Милетич. И навистина, ако не беше тој, вечерва јас нема да бев тука. На 16 февруари, кога се одлучувавме да се биде или да не се биде, кога беше тој фамозен разговор со Црвенковски во Сити Мол, после разговорот јас разочаран му велам: Чича, се откажуваме. Тој ми вели: какво откажување? Па кој ќе биде Бранко после мај? Он ќе биде историја. Ти си иднина. Јас сакам да бидам дел од твојата иднина. Не доаѓа во обзир откажување. И тој ме врати назад во игра. И тој беше голем визионер. И затоа ја сакам тој да биде со нас. И ќе биде со нас затоа што сакаме да се ги почитуваме пријателите и оној кој што добро ни мислат. И јас сум среќен што го направив тој чекор на 16-ти. Планина симнав од твојот грб. Да ве прашам, каде ќе бев сега јас? На чија страна? Во СДСМ? На страна на ликвидираните или на страна на ликвидаторите? На страна на оние што не го повикаа Бранко Црвенковски на конвенцијата или на страна на Бранко Црвенковски? На која страна и на која поделба? СДСМ вечито има своји поделби. Јас тамо не бев за да делам, јас тамо бев за да сплотувам. Јас сум човек кој што сакам да одиме напред, да се дружиме, да правиме нешто добро за општината, за градот, за републиката, за народот, за граѓаните.
а не да се делиме. И јас сум тој што сметам дека најдобрите и најквалитетните треба да одат напред. И јас сум тој што сметам дека само низ надпревар, само низ избори може да се остварува победа и да се добива мандат од народот за да водиш општина, град или пак држава. Почитувани пријатели, слушаме од двете главни партии, владеачки, главната ВМРО-ДПМН и ДУИ. Слушаме како се препукуваат и бараат поддршка за да можат едните со другите да се пресметаат. Ние бараме од вас поддршка, не за да се пресметуваме меѓу себе македонци и албанци, туку за да можеме да се сплотиме. Затоа што сите граѓани имаат иста мака, дајте да не го лажеме народот. Иста мака има и оној Трпе во Делчево, и оној Љатив на Шар планина, и оној Мифтар во Дебар, и оној Петре во Кавадарци. Маката е сиромаштијата, невработеноста, немањето на пари, немањето перспектива на нашите деца. Немој кога не знаеме што да му кажеме на народот да го вракеме кон национализам. Немој, затоа што тоа не ни носи добро. Не сакаме поделби, не сакаме конфронтации. Не сакаме леење на солзи. Сите солзи се иста боја, светла боја. И на мајката албанка, и на мајката македонка. И на оној што има црна боја на лицето, и оној што има бела боја. Сите солзи болат. Дајте да зборуваме за иднината и за перспективите. Немојте и натаму да го наведувате народот да гласа против. Дајте да ги кажеме своите визии, своите мисли, за тоа како мислиме оваа наша државичка да ја водиме. Да видиме што ќе им понудиме на граѓаните на Република Македонија. Да гласаат за тоа, а не да излезат да гласат против некого, затоа што ние преку медиумите ќе ги навлечеме на гнев. Кога гневот ти е сојузник, секогаш сам на штета на себе си правиш. Ние сакаме да се сплотиме, да имаме заедништво. Затоа ја направивме оваа партија во која што членуваат македонци, албанци, турци, власи, роми, срби, бошњаци, македонци и муслимани. Имаме хрват, имаме словенци. Сите ни се драги да ни се живи и здрави. Ние сакаме за нашите проблеми да разговараме заеднички. Не сакаме преговори за етничките прашања, сакаме разговори. Не сакаме да се мисли дека ние не даваме, а тие премногу бараат. Сакаме да седнеме на маса и да се договараме што е добро за сите деца во Македонија, за сите млади луѓе. Оваа партија ја направивме за да на младите луѓе им дадеме шанса. Ние, кои што веќе сме се реализирале и професионално, и во политичките кариери, и во животот, партиите не ги правиме и не ги создаваме за нас, ги правиме за младите генерации, за нив да оствариме нови перспективи. Тоа е нашата задача. Сакаме да им кажеме дека Гром ќе се бори да ги охрабри граѓаните. Ќе се бориме да им кажеме дека овие граѓани на Република Македонија заслужуваат власт која ќе ја почитуваат, а не власт од која што ќе се плашат. Ние не сакаме власт во која што честните луѓе ќе се плашат. Не сакаме власт во која честниот земјоделец се плаши зашто ќе му била укината неговата субвенциичка. Социјалниот случај затоа што ќе му биде укината социјалната помош. Не сакаме држава во која што вработениот се плаши дека ќе изгуби работата ако мисли политички поинаку. Не сакаме држава во која што невработениот се плаши зашто нема да дојде до работа ако мисли поинаку. Ние сакаме држава во која што ќе има граѓански права и слободи. Ние сакаме држава која што ќе си ја почитуваме. Ние, почитувани пријатели, сакаме да се ослободи таа огромна енергија што постои кај граѓаните на Република Македонија. Кога има слобода, има се. Таа е најбитно се. Тогаш има развој и на писатели, и на уметници, и на бизнисмени, и на сите креативни умови, на научници. Тогаш се развива слободата. Ние сакаме држава
која ќе биде правна држава, која што ќе суди по словото на законот. Ние се бориме да имаме демократија, ама функционална демократија, вистинска демократија. Ние сакаме да имаме слобода на медиумите, слободно изразување на медиумите. Ние сакаме, почитувани пријатели, слобода за стопанствениците. Ние бараме политичарите да ги тргнат рацете од стопанствениците. Ако не можеме да им помогнеме, не можеме пари да им дадеме, барем да не им сметаме. Гром бара да се намалат казните за 80%. Ако го ставиме стопанството под шизма, ако го ставиме стопанството во страв, како мислиме да се отвараат нови работни места? Како мислиме тие луѓе да превземаат ризик, да ги вложуваат своите имоти под хипотеки, да земаат кредити, да се борат со конкуренцијата? Малку им е конкуренцијата заради слободната трговија и договорите што ги имаме подпишано, па уште и ние сме им на врат со нашите политички притисоци и така натаму. Ние сакаме слобода за нив затоа што тие имаат огромна енергија која што може да слободат и да отвараат нови работни места. Тие се тие што ќе превземат ризик и тие се тие кои што треба да ја влечат државата напред. Гром смета дека ние како граѓани во Република Македонија имаме право да имаме подобар животен стандард. Дека тоа е клучното прашање за кое што треба да се бориме. Гром смета дека не смееме натаму да дозволиме народно собраните пари да ги трошиме во нестопански инвестиции. Дека секој денар што ќе го собереме треба да го вложиме тамо каде што може да се оплодува, каде што може да се создава нови работни места и да се создава нова вредност. Тоа е вистинска домакинска влада, тоа е вистински политичари кои што водат држава. На овие председателски избори, кои што денеска се актуелни, ние, почитувани пријатели, имаме свој кандидат, одличен кандидат, господинот Зоран Поповски. Го слушавте него внимателно. Тој е човек од народот, тој е вистинскиот човек. Ние не бираме председател да им се допадне на оние во Брисел и во Вашингтон. Ние бираме председател нам да ни се допадне. И го слушате зашто зборува за обичните работи, за стандардот, за граѓанските права и слободи, за оделни групи, сиромашни луѓе и така натаму. Таков нам председател ни треба. Ние заедно со него треба да се потрудиме да ја средиме државата, да имаме правна држава, да имаме ефикасна администрација, но не корумпирана, да имаме држава која што ќе ни функционира, да имаме безбедни граѓани, да имаме држава во која што полицијата ќе биде на една страна, а криминалците на друга страна. Природно е да се има криминалци, ама уште поприродно е да се има добра полиција која што ќе се бори против нив. Ние ни треба да имаме институции стабилни кои што ќе функционираат без разлика кој ќе биде на власт. Ни треба држава во која што на стопанствениците ќе им помагаме, а нема да им одмагаме. Тоа ќе биде задачата на председателот на Република Македонија. Председател кој што ќе се труди да решава проблеми и да помага, а не да иритира. Кој што ќе се труди со соседите да има добри односи. Да не се перчи, туку напротив, да ја чува националната гордост, но во исто време да ги развива добрососедските односи. Ако ние како држава си ги средиме внатре односите добри, ако си веруваме во државата, веруваме во институциите, живееме подобро, имаме квалитетен живот, кој таква држава не сака да прими во своите редови? Зарем Швајцарија е членка на Европската унија, зарем Норвешка е членка на Европската унија, ама тие се средени држави. Ајде, почитувани пријатели, заедно со председателот на државата и сите ние начело со Гром да направиме поинакви институции, поинакво функционирање на државата. Ќе ги видите другите председателски кандидати кои ќе доаѓаат, како ќе ви се фалат со високи политики кои што не можете да им ги разберете, како ќе ви се фалат дека се сретнале со 400-500 премиери, председатели, па сега да им кажеме, оди сега тие нека те гласаат. Оди тие 400-500 председатели, тие нека те гласаат. Поубаво ќе биде малку да прошеташ по селата, по градовите, да видиш народот, луѓето како живее, да видиш сиромаштијата како живее, да видиш кои проблеми ги имаат луѓето, дали имаат патишта, дали имаат водоводи, дали имаат канализации, дали им се загрозува животната средина, дали некој безмилосно им ги сеше шумите, дали ги добиле субвенциите на време,
дали на учениците има добри училишта и така натаму и така натаму. И тоа ти е една од задачите. И затоа сметам дека, почитувани пријатели, треба да си се свртиме кон нашата држава и да бараме политичари кои што сака да ги решат внатрешните односи во Република Македонија. Силна Македонија, единство во Македонија, ќе видите дека ќе зрачи со многу добра енергија и кон надвор ќе имаме уште повеќе успеси. Не може да имаме горда држава ако имаме посрамен народ. Не можеме да имаме горда држава ако имаме уплашен народ. Затоа ние како граѓанска опција за Македонија имаме таква цел. Таа е нашата мисија. Да одиме низ Република Македонија, да ги охрабруваме гајданите, а знаеме дека има многу граѓани кои што се спремни да се охрабрат и да кажат не, високо да го кренат бајракот и да кажат ние сме за третата опција, ние сме за граѓанската опција, ние сме за коалицијата Гром, ние сме за Зоран Поповски. И ќе видите дека не се плашиме од никого. Ние не прифакаме поделби. Ние не сакаме да дадеме власт на партија која што, ако кога е на власт, државата ја прави како жабокречина. Не мрда ни натаму ни нааму, што вика кеба као камен не може се мачи. Нити сакаме да ја дадеме на оние што од државата сака Тексас да ни направат. Ние сакаме да ја дадеме власта на оние што ќе ни направат ред и поредок и подобар живот, а тоа е коалицијата Гром и господинот Зоран Поповски. За 6 месеца не има 24.000. Ајде нека каже која политичка партија добила дополнително членство 24.000 за 6 месеца. Ајде, почитувани пријатели, да се потрудиме. Секој од нас да донесе по 5 гласа на овие избори. Еве го Гром со 120.000 гласови. Еве ги резултатите, еве ги промените во Република Македонија. На дофат сме и на чекор до добри резултати. И вие како граѓани на дофат сте до сериозни промени во политичкото милје на Република Македонија. Сега све зависи од вас. Ние правиме се за да ви убедиме дека ова е вистинската опција. Дека на Македонија и треба заедништво, соживот, просперитет. На Македонија и треба политичари кои ќе гледат напред, чест на мртвите, но да мислиме за иднината на нашите деца. Еве ви шанса на сите. Вашата мисија е да ги охрабрите, да ги убедите да излезат на гласање. Председателот на државата е символ на државноста на Република Македонија. После 1 милениум имаме држава. Ајде на 13 да излеземе достоинствено, да го заокружиме бројот 4 и господинот Зоран Поповски и да кажеме дека Гром коалицијата има добар кандидат, подготвен да влезе во вториот круг. А јас ви гарантирам дека Гром знае да се бори во вториот круг. Гром не знае да губи во вториот круг. И да направиме промени. Да сте ми живи и здрави, во ова наредно време да го искористиме, да влеземе во секој дом и кај македонци, албанци, турци, власи, роми и кај сите, да им кажеме дека нашата мисија е честна, само сакаме да ја збогатиме политичката понуда и сакаме да им дадеме поголем избор, да избираат избор меѓу две, не е избор, тој е мал избор. Дури и законите ги сменија и велат дека ако имаш помалку од 5 фирми, тендерот треба да го поништиш. Епа, почитувани пријатели, ние на овој тендер досега имавме само 2 избора. Еве сега 3, а затоа што веќе и законите ги менуваме, сметаме дека 2 не е доволен избор. Со граѓанската опција за Македонија, граѓаните имаат нов избор. Да сте ми живи и здрави, ви посакувам се наубаво, ви посакувам да живеете сложно, да се развива Кичево, да има соживот, да има просперитет за младите луѓе. Благодарам. Дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Кога сонцето на утро се раѓа, замисли жена една звезда паѓа.